Патувајте и изучувајте го германскиот јазик со училиштето за германски јазик Делфин од Битола. А еве кои градови ќе ги посетите доколку и вие се приклучите кон нивниот камп. Доколку сте одлучиле да го посетите кампот на училиштето за германски јазик Делфин од Битола, тогаш еве ви неколку податоци само дел од местата кои ќе се посетат. Виена е главен град на Австрија со население од 1,7 милиони жители во метрополитската област, повеќе од 25% од населението на Австрија и моментално е најголемиот град во државата и нејзин културен, економски и политички центар. Градот е 10 по големина во Европската унија. Виена како центар на Австрија, која во текот на студената војна се сметаше за неутрална земја, е домаќин на голем број меѓународни организации како што се Обединетите нации и ОПЕК. Штолберг е град во Саксонија, во округот Рунни планини. Се наоѓа 20 км источно од Цвикау и 17 км југозападно од Кимниц. Кимниц, познат како Карл Маркс штат од 1953 година до 1990 година, е третиот најголем град во Саксонија, Германија. Кимниц е слободен град, односно не припаѓа на ниеден округ и е седиште на административниот округ. Градот се наоѓа на северното подножје на Рунните планини и е дел од метрополитската област Саксонски триаголник, сочинета од 3,5 милиони луѓе. Економијата на градот е основана на услужниот сектор и индустријата. Технолошкиот универзитет Кимниц има околу 10.000 студенти и е центар на академскиот живот. Минхен е главен град на германската покрајна Баварија. Градот лежи на реката Изер, северно од Баварските Алпи. Минхен е третиот најголем град во Германија по Берлин, Хамбург и има околу 1,35 милиони жители. Минхен бил домаќин на летните олимписки игри во 1972 година. Мотото на градот е Мюнхен маг дих, Минхен те сака. До 2006 година беше Вихта мит Херц, светски град со срце. Неговото име Мюнхен потекнува од старогерманскиот збор Мюнхен, што во превод на македонски значи монаси. Името на градот потекнува од монасите на бенедиктанскиот ред кои и го основале градот. Тоа е причината поради која на грбот на Мюнхен има монах. Црно и злато се боите на Светата римска империја и тие се дел од официјалните бои на градот уште од времето на кралот Лудвиг IV. Ако се уште не сте се одлучиле дека ќе го посетите кампот на училиштето за германски јазик Делфин и да патувате во Германија, тогаш време е да се придружите.